Поетскиот дискурс во наставата е мој прв книжевно-научен труд. Всушност тоа представува моја одбранета магистарска теза, сега преточена во печатена форма, значи многу сум среќна што овој мој труд го виде светлото на денот. Инаку поетскиот дискурс во наставата представува книжевно-научен труд од областа на методиката на книжевноста и го тангира оној сегмент од оваа научна дисциплина, односно оној сегмент кој се однесува на методичките постапки за наставна интерпретација на поетски текст во наставата по литература. Зошто го одбрав баш овој сегмент? Причината е тоа што сметам дека поезијата е тешко достапна, да кажам, таа е тешко достапна мисла за обичниот читател, а кога станува збор за целната група ученици, тогаш е уште потешка, бидејќи оние загатливи, тешко достапни места, замаглени подрачја во поетскиот текст ја прават уште потешко достапна за читателот. И од секогаш во наставниот процес, значи се правела онаа грешка со онаа стереотипно прашање што сакал поетот да каже. Јас со овој мој труд сакав да им обрнам внимание не само на моите колеги, значи професори по македонски јазик и литература, туку и кон обичните читатели, дека тоа прашање е сосема погрешно. Значи ние поетот го оставаме на корицата. Внатре кога отвараме, веќе имаме ние лирски субјект со кој воспоставуваме комуникација. И сега наставниот процес, особено часот по македонски јазик и литература, представува специфичен момент на комуникација кој подразбира субјекти, три субјекти, значи лирскиот субјект како испраќач на пораката, читателот, односно ученикот како примач на пораката и наставникот како медиум помеѓу тие два сегмента. Сакам да обрнам внимание, значи, на тој момент, бидејќи сметам дека е многу важно, затоа што треба да ги научиме учениците малку поинаку да го читаат поетскиот дискурс. Затоа ја земав, значи, како урнек поезијата на Блаже Конески, односно двете негови рожби, песната Болен Дојчин и Песио Брце, која е петата песна од циклусот Марко Кралес, извинувам, бидејќи сметам дека тие две творби со својата фолклорна матрица, значи тие имаат во својата основа легенда. Легендата е палимпсест, еден вид прототекст, и сакав да им предочам на учениците дека треба да ја спознаваат песната токму преку таа фолклорна матрица, која може, значи, да им го отвори нивниот спознаен свет и да изроди кај нив бројни асоцијации. Можеби дел од колегите ќе кажат дека овие нешта што јас ги посочувам во книгата се можеби тешко да се применат во пракса, но во насока на позитивните промени во воспитно-образовниот процес, јас сум сигурна дека можеме барем да се обидеме. И покрај тоа што и ве сте фокусирани повеќе за образовниот процес и методиката и поезијата, можеме ли некако да дојдеме до знаење за да го собориме тој стереотип дека во денешно време секој може да биде поет? Добро сега. Во однос на тоа дали секој може да биде поет или не, значи тоа е дискутабилно прашање. Меѓутоа, за мене поезијата е нешто повеќе од значи да седнете и само да пишувате. Значи мислам дека треба да го познавате малку подлабоко нели проблемот поезија, да се нурнете малку подлабоко во неа, затоа што таа не е оној површински слој кој што само го читате, значи таа крие малку повеќе скриени пораки зад тој површински слој. Ако избришете прашината од зборовите, натре во суштината ќе ја најдете скриената декодирана порака. И еве да го заклучиме разговорот, дали очекувате дека ќе биде добро прифатат и можеби ќе се поведе во пракса дали да не се се како дел од резултати на вашите истражувања? Јас искрено се надевам и мислам дека оваа книга повеќе би послужила како еден вид прирачна литература пред се за моите колеги кои што се директно вклучени во воспитно-образовниот процес како професори, наставници по предметот македонски јазик и литература, и затоа реков дека можеби ќе изреагираат дека нели моите тези се малку тешко прифатливи за нив, но јас реков дека треба да се обидеме барем да дел од нив да примениме во пракса. Најчеста грешка само што често се прави и што треба да се измени во однос образовниот процес? Да се научат учениците правилно да читаат литература. Тоа е.